Следниот голем принцип или водилка во однос на нашиот манифест се однесува на интеграцијата во едно општество. Република Македонија им припаѓа на сите своји граѓани, без разлика на етничкото потекло, религијата или мајчиниот јазик. Граѓаните се во срцето на нашиот устав. Индивидуалните права и слободи на граѓанинот, согласно уставот, се нашата најголема обединувачка сила. Обединувањето преку нација, вера и култура е формулата и за европската интеграција, каде секој може лично да ги развива собствените чувства. Тоа е и формула која остава простор за јакнење на поврзувачкиот фактор во нашето општество. Во однос на јазиците. Македонскиот јазик е тој што овозможува интеграција на сите граѓани во едно општество без разлика на нивното потекло. Наша должност и богатство е негување и промоција на албанскиот, на турскиот, на ромскиот, на српскиот, влашкиот, бошњачкиот јазик согласно уставот и европските стандарди, а во духот на мултикултурната традиција на нашата земја. Почитувањето на правата и обврските на сите културни заедници подеднакво е најдобра гаранција за спречување на дискриминација и негување на сите посебности. Иницирање на диалогот со соседите, со цел воспоставување на соодветни стандарди за јазични права во рамки на регионот, а во согласност со европските стандарди. Со таков пристап би се одбегнале двојни стандарди и би се одбегнало мешање во внатрешните работи на соседите за сметка на добрососедството. Политиката за користење на немнозинските јазици треба да биде отворена кон сите, а секогаш во функција на развивање на едно општество, каде способноста на поединецот е клуч за успех, без разлика на неговото потекло. Само идентификување. Македонскиот народ не може да биде надгласуван во однос на македонскиот идентитет. Ниедна заедница не треба да биде надгласувана за теми кои го засегаат нејзиното право за самоидентификување. Образование. Заштитата на правото на образование на децата на мајчин јазик, без разлика на етничката самоидентификација на родителите, е клучна за развојот на единствена Република Македонија. Училиштето или богослужењето не смее да бидат алатка за наметнување на култура, јазик или доминација, туку уште едно средство за сплотување и за интегрирање. Религијата. Верската толеранција е суштествена за животот во мултикултурна Македонија. Нашите цркви, нашите џамии, нашите синагоги се наши духовни храмови. Верските заедници во Македонија се неотугив дел од македонскиот менталитет и од македонското општество. Солидарноста и подготвеноста да му се помогне на сиромавиот се во духот и на христијанството, и на исламот, и на јудаизмот. Традиција. Историското помнење овозможува ренесанса на традицијата. Потребно да се оживеат старите традиционални вредности, семејството и солидарноста да ги сметаме за темел на културата што го слави животот и вистинските вредности. Тоа подразбира и култура на напорна работа, деловна честност, предприемништво и мултикултурен соживот како вредности кои не обединуваат. Секој граѓанин има лична одговорност кон единството во Република Македонија. Носителите на јавни функции имаат посебна одговорност за поврзување помеѓу сите граѓани со различно потекло и за градење на мостови во општеството.